За полесно управување со минералите и со рудниците ќе биде формиран геолошки завод на Република Македонија. Ова го соопштија министрите за економија Валјон Сарачини и за животна средина и просторно планирање Абдулаким Адеми. Сарачини нагласи дека неопходноста од формирање на ваков орган произлегува од зголемената заинтересираност на странските компании за инвестирање во овој сектор во Македонија. Заводот ќе врши геолошки, хидрогеолошки и геохемиски истражувања, ќе изработува и карти со присуство на минералните суровини на територијата на Република Македонија. Очекуваме со сите податоци кои Министерството за економија ќе ги добие од геолошкиот завод, односно сите основни геолошки истражувања, ќе бидат добра подлога за Министерството за економија уште повеќе да размрне својата работа и да работи во делот на геолошките истражувања. И се надевам дека ова ќе придонесе изголемување на бројот на инвестиции во оваа област. Министерот за животна средина и просторно планирање Абдулаким Адеми истакна дека заводот ќе врши и други активности, како што се планирање за истражување на минералните наоѓалишта, како и сконцентрираноста на минералните суровини. Ова министерство ќе врши подготовки за изградба просторно планирање и изградба на инфраструктурни објекти. Инаку пред неколку дена турската компанија Курум Холдинг од Инстанбул е избрана за најдобар понудувач за доделување концесија за експлоатација на минерална суровина на локалитетот Тајмиште, а нивната инвестиција ќе биде 100 милиони евра и ќе се отворат нови 500 работни места.